имам мојата прва жена гостинка, бидејќи имав многу критики дека се маже сум имала и имам најдобар предлог во моментов, се работи за Павлина Коруновска, која што е специјалист акушер гинеколог. Павлина, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам многу за емисијата, за поканата во емисијата. Многу ми е драго што сум тука, многу е пријатно во вашето студио и како што кажавме пред емисијата, ќе си бидеме неофицијални, ќе си разговараме баш на пријателско ниво. Јас сум Павлина Коруновска и сум гинеколог акушер во приватната здравствена установа korunovski.mvr.mk. Се шалам малце, да се вика МВР, сите пациентките сите прашуваат зошто МВР, бидејќи се наоѓа во поликлиниката на МВР. Тоа е поликлиника каде што од МВР полицајците сите прават систематски прегледи. Нашата ординација е во склоп на поликлиниката МВР и затоа е тој додаток МВР. Павлина, значи ме интересира дали има некоја статистика за вашите пациенти, значи општо низ Македонија, нели? Дали доаѓаат често или не доаѓаат? Има ли некој? Па точни статистички податоци не можам да ви кажам, јас можам да кажам од нашето искуство во нашата ординација. Имаме пациентки, тоа се некаде можеби веќе околу 40 до 50% од вкупниот број на нашите пациентки кои што доаѓаат на редовни гинеколошки прегледи. Тоа се тие жени кои што се, да речам, некаде од 40 години и помлади, и тие се навикнати да доаѓаат на редовни контроли, односно еднаш во годината, затоа што така ги учиме на сите контроли со ред и веќе се навикнати. Пациентките кои што се веќе 45 и повеќе поретко, бидејќи порано не било толку често, еве да речеме и мојата мајка, што е 64 годиште, се чуди зошто имаме толку работа, зошто има толку гужва, зошто доаѓаат жените. Значи немале некаква навика, но се трудиме да ги навикнеме, ги повикуваме, еве вака и по емисии, дури ние во нашата ординација ги повикуваме, им се јавуваме на тие пациентки кои што не биле подолго од 3 години, има некои што не биле на преглед и 10 и 15 години. Така да можам да кажам дека се развива таа свесност на жените за редовни гинеколошки прегледи, но се уште не е на тоа посакувано ниво да доаѓаат сите на барем еднаш во 2 години да дојдат на редовен гинеколошки преглед. Има некоја старосна граница, пример, од колку првиот преглед би бил на некоја млада девојка? Па предлогот за, еве да речеме, за ПАП тест е да се прави кај девојчиња од 21 година и веќе е направена таа скрининг програма од Министерството за здравство да биде за жени од 21 до 59 години ПАП тест бесплатен на 3 години. И сега тоа е така и во светот, но се прави котестирање, што кај нас се уште не е донесено да биде како такво, односно се прави ПАП и ХПВ тест. Така предлогот за да дојде едно девојче на преглед е веќе од 21 година за ПАП тест, но секако им кажуваме и на помладите девојчиња, доколку почнат со редовни сексуални односи, да си дојдат секако на гинеколог, еве да речеме после 2-3 месеци од првиот сексуален однос, со цел да ги советуваме за заштита и од сексуално преносливи болести и од бременност и така натаму и да ги прегледаме секако. Кои се најстари пациенти, жени? Па има, значи, се најстари, имаме и пациентки што се на 75 години што доаѓаат. Тие веќе си се жени во менопауза, има некои од нив што не биле, па ќе најдеме дека имаат некаков проблем, некоја болест. Има најчести симптоми веќе на таа возраст се симптомите на менопауза и симптомите со мокрењето. Најчесто доаѓаат заради неволно испуштање на мокраче и тоа ни се тие пациентки што се над 60-65 години. Има прашање. Што е, кажеме, нормален циклус и зашто би требало, значи, да се загрижат пациентите? Да, тоа е нешто што јас многу сакам да се објасни и го објаснувам на моите пациентки, да знаат што значи еден нормален менструален циклус и што значи прв ден од циклус и сето тоа кое им даваме испитувања за хормоните, да знаат и да научат. Значи нормален менструален циклус е менструален циклус кој што трае од 28 дена фактички. Треба секоја пациентка да знае дека секое добивање на менструација на помалку од 21 ден и повеќе од 35 дена дека не е нормално. Бидејќи имаме девојчиња што ќе дојдат на преглед и кажуваат јас добивам на 3 месеци, ама мене цел живот ми е тоа така. Ама тоа не треба да е така. Значи сакам еве да им пратиме на сите податоци од девојчињата што ќе ја гледаат емисијата, дека треба да знаат доколку добиваат менструација на помалку од 21 ден.
или на повеќе од 35 дена треба да се обратат на гинеколошки преглед. Друга работа околу менструалниот циклус, треба да знаат дека дента кога се добива менструација се вика прв ден од менструален циклус и тогаш жената добива менструација и има менструално крварење секоја различно 5 до 7 дена, не треба тоа крварење да е преобилно, не треба да е со многу силни болки, значи доколку има некој од тие работи да има многу обилни крварења или силни болки, исто така треба да се јави на преглед. И потоа, откако завршува менструалното крварење и поминува уште една недела, во тој период кај секоја жена се случува, кај повеќето жени што имаат нормален менструален циклус, се случува овулација, односно плодни денови. И тоа е многу важно да се знае и за жените кои што сакаат, планираат бременност и за тие што не сакаат, нели, за да се пазат најмногу во тој период. Тие денови на овулација кога имаме еден фоликул на јајникот, тоа се случува еднаш во месецот, на средина на циклус, тој фоликул прска, од него излегува јајцеклетка и тогаш жената има најголеми шанси да забремени. После тоа треба поминат уште 2 недели до следната менструација и жената да добие нова менструација, ново менструално крварење. Ете, тоа е накратко вака менструалниот циклус. А зошто некои имаат болки, а некои немаат? Па болни менструални циклуси може да се случат од многу причини. Некои пат се и непознати причини, потоа може да биде заради полицистични јајници, може да биде заради ендометриоза, може да биде заради цисти на јајниците. Имаме тој PMS, пременструален синдром, кај некој девојчиња е повеќе изразен, кај некој помалку изразен. Сето тоа зависи од тоа колкав прак на болка има. Така да, секако, доколку има многу болни менструални циклуси, не треба да е така и да нема никаква причина, ние даваме одредена терапија за тоа да се среди, затоа треба да се дојде на гинеколошки преглед. А кои се причините за доцнување на мензисот? Да, кога имаме доцнување на менструалниот циклус, на менструалното крварење, прво нешто на што помислуваме е секако бременост, нели? Доколку има шанси за бременост, прво треба да се направи тест за бременост, и секако вагинално гинеколошко ехо. Доколку исклучиме бременост, имаме многу гинеколошки состојби каде што може да има доцнување на менструалниот циклус. Втора причина за тоа е и полицистичен оваријален синдром. Кога имаме полицистични јајници, имаме неправилно лачење на хормони од јајниците на таа пациентка и заради тоа може да се случи тие жени да имаат некое послабо крварење, некој интерменструално крварење, па циклусот да доцни, бидејќи кај тие јајници не се одигрува овулацијата како што треба, значи имаат нарушување на тој дел и на хормоналниот статус и доаѓа до доцнување на менструалниот циклус. Понатаму може да има некои цисти фоликулински кои што се обични цисти, за кои што ние даваме терапија и кои што ќе прснат со таа терапија. Значи не значи дека е нешто страшно доколку доцни циклусот, но секако треба да се најде причината и да се даде терапија соодветна на таа причина и дијагноза. Стресот има влијание за престанок на циклус или не? Стресот секако дека има големо влијание, бидејќи знаеме дека стресот е тој што го нарушува хормоналниот статус. Под дејство на стрес, кога организмот под дејство на стрес се зголемува хормонот кортизол, тоа е хормон на стресот и се нарушува целиот хормонален статус кај таа пациентка и доколку стресот трае подолго, сега ние како доктори не може да кажеме и да препишеме сетиот стрес, нели? Но доколку стресот трае подолго и тоа е и плюс сега во денешно време имаме еден таков брз начин на живот, несоодветна исхрана, стрес на работа, стресови по дома, значи сето тоа има големо влијание на хормоналниот статус кај жената и тоа може исто така да доведе до губење на циклусот. Исто исхраната, тоа е многу важно да се каже дека имаме и девојчиња кои што нели ќе држат диети. Убаво е да се внимава и да има еден здрав начин на исхрана, но со строго стопирање на внесување на секакви хранливи материи може да дојде до губење на менструалниот циклус. Така да тоа се треба да биде балансирано. Контрацептивите, дали тие вистина дебелеат или тоа само некој Тоа е некој мит, да, тоа е некој мит и тоа е кај нас табу тема со контрацептивите, бидејќи многу од девојчињата, повеќето кои што живеат тука, има девојчиња кои што студираат надвор од нашата земја во странство, тие се многу посвесни и многу од нив си примаат контрацепција првично за заштита од бременост. Тука кај нас е табу тема, некако многу ретко девојчињата, пациентките прифаќаат да примаат контрацептивни таблети или антибеби пилули.
затоа што се плашат дека ќе се здебелат, дека ќе им пораснат влакна, дека сето тоа ќе им направи пореметување некој на организмот, дека после може да не можат да забременат. На природна база се прават, така? Не, контрацептивите не се на природна база, тие се хормонални таблети, да. Тие штитат од бременост првично, но ние ги даваме во одредени ситуации кога имаме некоја патологија на јајниците, кога имаме одредени заболувања гинеколошки, како што се полицистични јајници, многу е поволно да се даде контрацепција. И треба сите девојчиња да си сватат дека нема да се здебелат од контрацептивите, бидејќи овие што се понова генерација на таблети се направени со минимална доза на хормони во нив, значи хормони кои што се потребни за организмот на жената и за да се добие тој менструален циклус, но нема да направат никаква надуеност, значи дури содржат и компонента во нив диуретик кој што предизвикува да не се насобираат течности во организмот. Така да доколку треба и гинекологот им предложи да примаат контрацепција, дали заради некои нарушувања или заради чисто штитење, заштита од бременост, треба да пробаат и да видат дека нема ништо лошо да се случи. Сакам да прашам за она таблета што ја ви нарекува ден потоа, значи за младиве што после сексуален однос ќе дојдат и ќе те прашаат дали може да ја примат. Дали е здрава таа што се прима на 24 часа или како беше на 48? Да, таа заштитува, односно придонесува да не се случи бременост, во најголем процент во првите 24 часа ги штити, а до 72 часа може. Но многу ретко доаѓаат девојчињата да прашаат, значи најчесто си одат во аптека и си ја купуваат таблетата. И сега ќе кажеме таа не е штетна, значи нивото на хормоните што се во таа таблета придонесува да не дојде до забременување, но не треба да се употребува цело време. Значи не треба да се замени со контрацептивите. Тоа може итно како ургентна контрацепција да се случи да ја земе некоја девојче, ако се случи таков некој несакан однос без заштита и така натаму, но за понатаму да дојде за советување како понатаму да се штити. Значи не се препорачува таа секој ден или еднаш во неделата да се зема таква таблета. А што значи тоа дека не ја препорачуваат, значи често на 6 месеци или на еднаш годишно се консумира? Еднаш годишно, значи некои од девојчињата кои што пробале ќе видат дека после може да им се поремети менструалниот циклус и сето тоа понатаму придонесува за поголем страв кај жената, се плаши да не настанале некои промени на хормоните и така натаму. Еднаш во годината, например, и не е штета сега да се земе ако мора, пак ќе кажам ако мора. Најдобро според мене, јас им кажувам на моите пациентки што се водат кај нас е, ако можат да дојдат, еве са бајлето, нека дојдат на преглед, ние сме на работа, ќе видиме познаците на ултразвук, на ехо, дали имало овулација, дали имало плодни денови и дали е ризично и дали треба да ја земат. Но секако е советот да се штитат со долгорочна контрацепција, не со таблета ден потоа. Спиралата ја предлагате кај вас или не? Да, спиралата е еден вид на контрацепција кој што е многу погоден за жените кои што веќе родиле деца, иако се дава и кај девојчиња кои што не родиле, но тие девојчиња повеќе се одлучуваат за контрацепција со таблети или со кондом. А кај жени кои што веќе родиле деца си имаат еден партнер, бидејќи со спиралата не ги штити од сексуално преносливи болести, туку само од бременост. И друга работа, спиралата се мести, најголема препорака даваме за таа спирала што сите викаат хормонска и што се плашат од незе, ама таа спирала испушта помалку прогестерон во матката која ќе се намести и на тој начин ја штити жената и од бременост, но многу е важно да се каже дека ја штити матката од карцином на ендометриум, значи спречува настанување на карцином на матката. И затоа се препорачува и е некако најисплатлива контрацепција бидејќи се мести и жената ја носи 5 години, потоа се вади ако треба се мести нова. Дали 100% сигурна бидејќи имало моменти или на некои пациенти да се отстрани самата? Тоа е многу ретко. Значи ние кај нас во нашата ординација многу искуство големо има доктор Васо со местење на спиралите. Не може, ретко се случува сама да испадне, освен ако жената има некои миоми или некои тумори на матката и обилни крварења, па самата да може да излезе. Најчесто си стои во тие 5 години ја штити жената од бременост. Сега позборување малце за таа HPV инфекција. Како се соочувате со младинава сега по ова прашање? HPV инфекцијата е многу честа во последно време, веќе колку е опасна?
па опасна е се во зависност од тоа кој тип на вирус е. Прво Значи, да кажеме, има неколку скалила на ХПВ, така? Не, има над 160 типови на ХПВ. ХПВ е хумен папилома вирус и такви има вируси над 160 типови. Сега, од нив некои се високо ризични, некои се ниско ризични. Најважно од се, што треба да го кажеме, дека некаде 80% од населението во животот ќе дојде во контакт со ХПВ. Сега, ХПВ инфекцијата кај сите нема да напредува и да прави промени. Едно е ХПВ, а друго е ЦИН. Тоа сите слушнали, сите се извадени од памет, нели да нема ЦИН. Да, ХПВ е вирусот кој што го предизвикува тој ЦИН, односно ХПВ е вирусот кој што придонесува промена на клетките на грлото на матката, што ние нели го гледаме на ПАП тест, на колпоскопија, на биопсија, на различни испитувања, и тоа е предизвикано од ХПВ. Во последно време препораката е да се зема ПАП тест и ХПВ тест заедно, значи тоа се вика котестирање. И се случува доста често да имаме негативен ПАП тест, а да има вирус, ХПВ вирус. Сега се зависи од тоа кој тип на вирус е, понатамошното следење на жените зависи од тоа. Доколку имаме ХПВ тип 16 и 18, тие се високо ризични, има уште 7 кои што се меѓу првите кои што предизвикуваат карцином на грлото на матката, и доколку ги имаме изолирано на ХПВ тест овие два вируси и другиве, значи тие се вкупно 9, кои што се во првите високоризични типови, треба да се направи колпоскопија и секако на ХПВ 16-18 да се направи биопсија, и почесто наоѓаме кога ги има овие вируси да имаме веќе некоја промена, како што е дисплазија од лесен степен или тоа е ЦИН-1, од среден и тежок степен ЦИН-2 и ЦИН-3. Многу е важно да се направи и да се провери, да се фати таа промена на време за да не дојде до карцином, бидејќи тие лезии одат дисплазија од лесен степен или ЦИН-1, па ЦИН-2 од среден степен, тежок степен ЦИН-3 и после тоа доаѓа до карцинома инситу, односно карцином кој што е до мембраната и понатаму инвазивен кој што ја пробива мембраната и веќе тоа се работи за инвазивен карцином. Така да многу е важно да се дојде на редовна контрола и да се земе ПАП и ХПВ тест. Ние кај нас во ординација ги тестираме и со ПАП и ХПВ. За гледачите да им биде појасно симптомите кои се првите за да знаат? Кога имаме само инфекција со ХПВ нема симптоми, значи заради тоа е важна таа редовна контрола и тој скрининг. Значи нема ни мирис, ништо такви работи? Не, може да има зголемен исцедок, може да има непријатен мирис, може да има исцедок со некоја жолта зелена боја, ама тоа не е од ХПВ. ХПВ вирусот прави полесно промени на таква подлога кога имаме ние фактички нарушена пеха на вагината, тој исцедок, тој мирис, тоа чешење. Младиве не знаат, затоа да ми објасниме или како да препознаат ХПВ вирусот. Да, он не може да препознаат, значи дали имаат вирус. Тоа не можеме ни ние кога ќе ги видиме, и на прегледот ние не може да знаеме дали имаат вирус. Ние може да видиме исцедок. А симптоми значи нема за нема, освен кај нискоризичните ХПВ типови кои што предизвикуваат брадавички, кондиломи, тоа се ХПВ 6 и 11 најчестите. Значи може при пат на имунитетот на девојчето да се појават кондиломи брадавички, тогаш да дојде на преглед заради тие промени. Тие се надворешни, се на кожата и ги гледа девојчето. Но тоа е, да речам, некако и безопасно, зашто кондиломите не се опасни, се третираат, но што е многу важно кога имаме кондиломи, тоа значи дека ХПВ има нискоризичен. Треба провериме, да земеме ХПВ тест, ХПВ типизација, да видиме можеби ако има нискоризичен, има и високоризичен тип на ХПВ и тоа треба да го третираме понатака. Вакцината за ХПВ безбедна е? Вакцината за ХПВ да ја примат, така? Да, е безбедна. Јас во нашата ординација е лиценцирана за вакцинирање против ХПВ и тоа уште некаде 2010-2011 година, јас кога се вработив, уште тогаш се вакцинирав против ХПВ. Еднократно се прима, така? Се примат 3 дози, кај сега за децата и машки и девојчиња кои што се на 12-13 годишна возраст, препораката е да се вакцинираат во училиштата. Нив ги повикуваат во училиштата, но некако јас видов минатата година синот беше 7 одделение, ги повикаа, но мислам дека само 7 или 8 дечиња се вакцинира. Тоа е за жал многу лош податок, дека имаме многу слаба вакцинација во нашата држава и заради тоа се уште сме на земја со високо ниво на карцином на грлото на матката. Треба да знаат сите дека вакцината штити од карцином на грлото на матката, односно ги штити девојчињата да не добијат ХПВ, поготово ХПВ 16-18, сега веќе е 9-валентна таа вакцина и се препорачува да ја примат и момчиња и девојчиња
и бесплатна е до 19 години. Значи тоа треба сите деца, нели, да искористат во училиштата, во диспансерите, да си се вакцинираат бесплатно и во тој период тие примаат само 2 дози. Доколку не се вакцинира, ние во нашата ординација вакцинираме и најчесто доаѓаат веќе откако ќе видат дека имаат некој тип на ХПВ, бидејќи ги тестираме и со ХПВ, и ќе видат дека имаат, и откако ќе имаат некој тип на ХПВ, препораката е да се вакцинираат, бидејќи вакцината го подигнува имунитетот на организмот да се брани со вирусот. Значи за тоа е вакцината. Не е штетна, не е опасна. Ние во нашата ординација имаме вакцинирано откако е почнато со вакцините, можеби околу 500 девојчиња жени, до сега немаме никакви несакани ефекти, некои долгорочни, освен нели болка во рамото, во раката каде што се прима и оток, каде што се прима вакцината. Така да мојата препорака е да се вакцинираат во што голем. Сте пробале да ја подигнете свеста на родителите, бидејќи нели има проблем во училиштата, на родителите да им се укаже, да им се дообјасни? За жал никој не повикал во училиштата, не знам тоа како оди, тоа оди сигурно преку училиштата, преку министерствата и сето тоа. Јас од секогаш кажувам дека мојата идеја е дека треба да се повикаат стручни лица кои што тоа го работат за да им објаснат родителите, мајките кои што доаѓаат кај нас на прегледи, нели доколку поразговараме со нив, но тоа не го можеме на секој преглед ние да губиме нели толку време. Доколку имаме време може да прашаме која генерација им се децата или пак мајките нас не прашуваат за совет за дали да ги вакцинираат. Например, ќе каже мајката имам девојче што е 13 години, дали да го вакцинирам. Јас викам јас сум вакцинирана и мојот син е вакциниран, така да нема потреба зошто да не ги вакцинирате децата. За жал имаме и случаи каде што доаѓа една ситуација, ќе ви кажам, доаѓа девојчето 20-21 година и ми кажува, јас ги прашувам во анамнеза секогаш дали имаат примано вакцината против ХПВ, вика да. И пошто сум изненадена бидејќи многу помал број од пациентките ни се вакцинирани, девојчето ми кажува дека во фамилијата, односно кај незината сестра имало карцином на грлото на матката на 24-25 години и девојчето било оперирано и заради тоа незините родители ја вакцинирале помалата ќерка. Од секогаш го кажувам примерот и секогаш кажувам дека не треба да се случи нешто такво, бидејќи вакцината е за спречување, тоа е превенција и треба да се вакцинираат што поголем број од децата за да не доаѓа понатаму до вакви несакани исходи. Ме интересира зошто младиве повеќето добиваат габични инфекции. Сега има повеќе фактори за габични инфекции, значи за кандида најчест проблем за кој што доаѓаат кај нас девојчињата, тоа е кандидата, односно имаат некои бели частици, бели налепи, чешање, воспаление, црвениło. Што се добива тоа? Кандидата не е сексуално пренослива габичка. Таа се добива заради нарушување на pH на вагината. Значи вагината има некоја pH 4,5 и тоа е кисела pH и доколку дојде на нарушување на тоа pH стане побазно, поалкално, во тој случај се размножува кандидата. Сега заради тој нездрав начин на живот имаме многу од девојчињата се хранат нездраво, внесуваат многу шеќери, теста и тие работи, сето тоа е поволно за развој на вагината, така се нарушува вагиналната pH и доаѓа до развој на вагината. Понатаму исто така треба се каже дека не треба и премногу да измивање или некои промивки внатре во вагината, не треба да се прави ништо од тоа. Треба да си имаат некој, да речеме, интимен сапун кој што се купува во аптекиве за да има некој pH, кисела pH на вагината, ама не да се става внатре, туку само за одмивање и се лекува. Кога имаме габична инфекција се лекува и со капсули, има капсули што се даваат против габичната инфекција и со вагиналети. Некој пат ако се јавува и кај партнерот, препорачуваме и тој да се лекува, но пак ќе кажам, не е сексуално пренослива и ако партнерот нема симптоми, не мора да се даде на него терапија, туку само на жената. Најдобро е да се даде таа капсула и плюс да се даде локално вагиналети. И сега препораката е да се прима пробиотик подолго време, бидејќи тој пробиотик ќе направи таа вагинална флора да стане нормална, тие лактобацили ќе се зголемат во вагината, тие се природните бактерии, нормалните, добрите што ги има во вагината и доколку тие се зголемат, оваа кандидата и самата ќе си се
уништи фактички. Но многу е важно тој пробиотик да се прима подолго време, да се избегнуваат шекери, блага теста, да се има одредена физичка активност, еден поздрав начин на живот и секако кога се прима антибиотик, еве како една од причините за често јавување на кандида и антибиотик, треба да додека се прима, да не само додека се прима да го прима пробиотикот, туку подолго време и да се даде секако некој вагиналити толку се јави заради антибиотикот. Значи партнерите мора да пијат таа терапија да ја зимат и мажот и жената, така? Доколку има мажот симптоми. Ако нема, за кандида не се дава на двајцата, бидејќи не е сексуално пренослива болест. ПАП тест на колку време се предлага да се прави, колку често? ПАП тест, како што кажав претходно, се прави во овој период последниот, правиме ПАП тест со ХПВ тест заедно. Доколку и ПАП тестот е добар, негативен, и ХПВ тестот е негативен, значи ако нема вирус, може да предложиме и ПАП да се направи прегледот на грлото на матката и за 3 години. Ама тоа не значи дека во тие 3 години не треба ни еднаш да се дојде на гинеколог, заради тоа што има и други болести, други причини зашто се доаѓа. Се прави ехо, се гледаат матката, јајниците и така натаму. Можеме, значи, слободно да кажеме дека ако ПАПот и ХПВ-то двете се негативни и колпоскопијата, ако е уреден наод, да дојде жената за 3 години. Но секако тие жени кои што ја имаат развиено доволно свесноста за гинеколошки прегледи, доаѓаат еднаш годишно. Така да најдобро според мене е тоа да се доаѓа еднаш годишно. Дали боли тој ПАП тест? Тоа ме интересира, зашто многу ме прашаат, но тие што не биле, овие помладиве. Еве сега ќе ти кажам, кај нас доаѓаат тие девојчиња што прв пат доаѓаат на гинеколог многу често, бидејќи си прашуваат од другарки, сега ќе биде како јас да се фалам, ама кај нас навистина не ги боли непријатно, но не ги боли, секогаш викат леле, па не било толку страшно, супер, и си кажуваат по другарките и се почесто ни доаѓаат такви девојчиња што за прв пат доаѓаат на гинеколог и не се уплашени, него баш гледаат дека не е тоа нешто толку страшно, не е болно, но е непријатно само. Што точно покажува тој ПАП тест? ПАП тестот е цитолошко испитување. Со ПАП тестот се гледаат под микроскоп. Ние ПАП тестот го зимаме од грлото на матката, го размачкуваме на стакленце, тоа се вика конвенционален метод. Тој метод се практикува за скринингот на грлото на матката. И на тоа стакленце го гледаат цитолози под микроскоп и ги гледаат клетките на грлото на матката. Едните се од надворешниот дел на грлото, другите се од каналчето. И се гледа дали има промени на клетките, односно се гледа дали има некој од тие цинови. Но методата како метода има специфичност и сензитивност некаде околу 60 до 70%, што значи дека во 30% од случаите каде што имаме промени, како што цин 1, цин 2, може да пропушти, да не ги види. Затоа ни е многу поволно да земеме и ХПВ тест, зашто ако има и ХПВ вирус, во тој случај се прави колпоскопија и доколку имаме на колпоскопијата гледање на грлото на матката под микроскоп, доколку имаме сомнителни лезии, ние земаме биопсија. И со биопсија се докажува дали има некаков тип на цин. Возрастните жени треба да прават исто ПАП тест? Препораката е да се прави до 65 години, доколку на последните 3 последователни ПАП тестови имаме кај таа пациентка негативни и таа е над 65 години, веќе не мора да доаѓа за ПАП тест, но секако си останува препораката да доаѓа за ехо. Како изгледа некоја занемарена и опасна инфекција на Во последно време такви некои инфекции не сме виделе, бидејќи нели се повеќе почесто си доаѓаат жените на гинеколог, но занемарена инфекција може да допринесе нели до обилен вагинален исцедок со жолто-зелена боја, некојаш дури крварење и сето тоа. И најлошо нешто од тоа е да таа инфекција се прошири нагоре кон матката. И веќе тоа се вика тубооваријален абсцес, значи веќе оди кон матката, кон тубите на матката и скроз до јајниците и може да се појави и гној. Значи тие тубите на јајниците на матката може да се наполнат и со серозна течност, понатаму таа преминува во гној и тоа е една состојба која што треба да се оперира веќе. Се даваат антибиотици, но веќе се тие канали на матката проширени, ќе треба да се отстранат. И понатаму тие инфекции водат до инфертилитет заради тубарен фактор, викаме, односно веќе тие канали на матката се нефункционални и доколку се извадат веќе нема како да се забремени освен со инвитро.
Имам исто така информација дека е зголемен бројот на пациенти со ендометриоза и полицистични јајници. Да. Да, некаде 7 до 15% според најновите информации светски збориме имаме полицистичен оваријален синдром и ендометриоза. Сега тоа е така заради тоа што почесто се дијагностицираат тие две состојби. Тоа е се така заради посовремената дијагностика, посовремената апаратура и поголемо знаење на докторите за овие состојби. И затоа што цело време следиме настани, конгреси, едукации и веќе почесто и полесно ги откриваме, а друга работа и девојчињата, жените се послободни да си ги кажат симптомите. Како што реков, некои од девојчињата мислеле дека болни менструации се нормални или дека добивање на 3 месеци е нормално. Сега се почесто ги учиме дека што е нормален циклус и дека секоја отстапка треба се пријави на докторот гинеколог и сите овие се причини зошто ние почесто ги откриваме, зошто е зголемена инциденцата на овие состојби. Кога мажите доаѓаат на гинеколог заедно со партнерката, нели кога се бремени, првите моменти дали имаат некој стрес, дали поише мажеви се плашат кога се со сопругата или како иде тоа? Мажите, прво да кажеме дека мажите не доаѓаат на гинеколог, да нема забуна. Да не се збунат. Зашто не си има случајно кај нас во ординација маж да закаже за сгрешено, преглед. Одете на уролог, тој. Да, тогаш ги упатуваме додатно уролог. А иначе ретко, ама се случува да доаѓаат и кога не се пациентките бремени, но најчесто мажите доаѓаат од почеток на бременноста со жената. Тоа не е забрането во нашата ординација, барем си доаѓаат и некои си сакаат, нели, доколку можат, доколку не се на работа, немаат некои обврски, доаѓаат на скоро секој преглед, но на најважните прегледи, како што се трите прегледи, односно скрининзи во бременноста, гледаат секојаш да дојдат со својата сопруга. Кажи ми, кои се најважни 3 прегледи кај една бремена жена? Бременноста е период на жената кој што е најубав период, нели, во животот на жената. И тогаш секоја жена сака да се чувствува најсигурна дека низиното бебенце е добро. Кај нас во нашата држава прегледи се прават еднаш месечно, некои редовни акушерски контроли, но најважни прегледи, а и во странство секоја жена што има контакт со другарки во странство знаат дека се прават само 3 прегледи во бременноста. Првиот е во прв триместар, односно од 11-та недела и 3 дена до 13-та недела и 6 дена е тој прв скрининг за Даунов синдром и за прееклампсија, тоа малце после ќе го објаснам повеќе. Потоа вториот скрининг е од 20 до 24 гестацијска недела, тоа е еден преглед во вториот триместар од бременноста и уште еден преглед во трет триместар од бременноста, односно на кај 32 до 36 веќе во последно време препораката е трет скрининг да се направи во 36 гестацијска недела. Што се случува кога ќе се открие тој Даунов синдром? Како реагира мајката? Многу е тешка таа ситуација, сме имале такви ситуации и сега прво нели е тоа како ќе го кажеш, како ќе го соопштиш на жената, мора да го објасниш поубаво, подетално. Бидејќи во нашата ординација јас сум и лиценциран доктор за скрининзи во бременост, лиценцирана сум во Лондон, во Фондацијата за фетална медицина и првиот скрининг го правиме како скрининг за хромозомски абнормалности, за Даунов синдром и другите хромозомски абнормалности и плюс скрининг за прееклампсија. Таа прееклампсија е состојба на зголемен крвен притисок во бременоста и има многу несакани последици доколку се појавува после 20-та гестацијска недела и мораме жената да ја породиме и предвремено доколку не можеме да го симнеме притисокот. Таа е состојба која што се спречува и затоа го правиме тој скрининг кај нас во нашата ординација. Даунов синдром доколку се случи, нели доколку имаме сомнение на ултразвук, понатаму треба да се потврди, значи многу често прават неинвазивни тестирања, овие што се неинвазивни тестови преку крв и може да се види на тоа или пак со амниоцентеза треба да се земе од плодовата вода за да се докаже. Тешка е ситуацијата. Јас најчесто со пациентките кога имаме таква аномалија или хромозомска или некоја друга аномалија на органите на бебето, многу сочувствувам со жените, дури и јас се нажалувам и дури ми се случило и да заплачам затоа што е тешка ситуација, но секако е многу важно да се открие, битно да го откриеме за да се спречи да се роди нели такво бебе доколку пациентката не сака, зашто сама си се одлучува. Може да се одлучи и да го роди детето, а може и да сака да направи прекин на бременоста.
Почесто е прекин или сака да го Најчесто е завршите? прекин, да, кога се работи за хромозомски за Даунов синдром, почесто е прекин. Отприлика во која недела се може да се види тоа? Се гледа од 11-та недела и 3 дена до 13-6 на првиот скрининг. Границата како е, се кажеме, често се случува тоа? Па едно во 700. Не е толку ретко. Значи, кај една жена во 700 се случува Даунов синдром, така да треба секако да се прави скрининг за тоа, нема другше како да се открие. Скринингот во втор триместар се гледаат органите на бебенцето, тој се прави заради тоа да ги видиме како се органите на бебето. Срцева акција, но и детално како изгледа срцето, како изгледа мозочето, рачиња, ноџиња, прстиња, сите органи на бебето ги гледаме во 20 до 24 недела и ни се случило и на тој скрининг да откриеме некаква аномалија. И во тие недели е уште потешко, затоа што бебето е веќе поголемо, тоа е веќе во 5-тиот на 6-тиот месец од бременоста, но сепак ќе кажам подобро е да се открие, отколку да не се открие понатаму, нели да биде дека да се роди детенце со таква аномалија. Поготово еве ни се случило кај нас да имаме во 23-та недела аномалија на бебето која што е неспојива со живот. И тоа мора да се објасни на пациентката и покрај тоа што понатаму пациентката ќе оди на повеќе мислења, зашто жените сакаат додатно мислење каде што ќе им каже докторот дека е се во ред и да си го зачуваат детето, но за жал се случуваат и вакви ситуации, на крај секако ќе испадне да треба да се направи прекин, бидејќи постојат такви аномалии кои што се неспојиви со живот. А третиот скрининг? И на третиот скрининг, тој се вика well-being scan, да видиме дали бебето добро се чувствува во утробата на мајката, заради тоа го правиме, ги следиме доплерите, да видиме како се храни бебенцето, каква е водата, дали има доволно вода, каква е плацентата и доколку е се во ред, да знаеме дека таа бременост може да оди до крај, доколку видиме дека имаме некој застој во протоците, во доплерите од плацентата кон бебето преку папочната врвка, во тој случај треба да се следи почесто или пак да се предложи порано породување, затоа што на бебето не му е добро внатре во матката. Ме интересира за оние млади брачни парови, дека гледам дека и тоа е многу зачестено, нема, значи сакаат да имаат нели дете, а имаат проблем, односно нема проблем ни едниот партнер, ни другиот. Па нели одат потоа на инвитро. Да. Па потоа нели се случуваат да забремени, а на природен пат е тешко. Дали тоа е влијание на стресот, на околината? Да, многу се почесто и почесто имаме проблеми со инфертилитет, со стерилитет. Сега во поголем број случаите ја знаеме причината, значи со испитувања доаѓаме до која е причината, нели, знаеме како да ги лекуваме, што следно да направиме, како да постапиме, но има и тој одреден процент каде што не се знае причината, едноставно е непозната. Јас сум имала и парови каде што сме правеле прво инвитро и пациентката родила дете и после тоа, после 5-6 месеци забременува природно. Можно е да е тоа, значи во таквите ситуации најверојатно е притисокот, стресот, сега сакам да имам бебе, па не може, не бива. Треба да се нагласи дека во првата година откако тие пробуваат да забремени пациентката, дека не треба да имаат никаков стрес и притисок, дека нема да бидне, затоа што тоа ние викаме после цела година морате психолошки да се смират за да се смират, да немаат, нели, сега не можеме да кажеме да немаат стрес, ама колку можат повеќе да избегнуваат такви ситуации, да го намалат тој стрес, да речеме, тука помага, ќе кажам, физичката активност, значи на секоја жена јас си препорачувам да си има одредена физичка активност, зашто тоа е многу важно за здравјето на луѓето воопшто, па и на жените, затоа што и јајниците се органи кои што подобро работат кога имаме физичка активност и кога не внесуваме многу шеќер. Како се справувате со оние жени кои крајно време ја известувате дека мора да се отстрани цела матка? Па, кога мора да се отстрани, а жената е веќе остварена како мајка, има родено 2-3 деца, нели, колку што сака, секогаш вика само да се спасам, нели, тие прифаќаат, тоа го прифаќаат добро, затоа што доколку е матката заболена, секако дека предлагаме да се извади. Не предлагаме да се вади ако нема никаков проблем. Има многу жени кои, например, имаат обилни некои менструални крварења и ќе дојдат и викаат, докторке, дај да извадиме више маткава, не можам. Но тоа не е така едноставно и не е така лесно, бидејќи матката е орган кој што не ни треба само за раѓање. Матката си стои во малата карлица, пред нејзе е бешиката, позади
незе дебелото црево има тука лигаменти врвки кои што ја држат. Доколку се извади, сето тоа спаѓа и понатаму жените имаат и проблем со мокрењето. Затоа пак не треба да се извади ако нема никаква причина, а доколку има причина, жените полесно прифаќаат и сега понатаму тој психички момент на оперирана жена, тоа тие се проблеми што ги има кај сите оперирани жени, и за дојка, и за матка е истото, но секако си го прифаќаат и понатаму со некои одредени активности за да не мисли на тоа, понатаму секако можат и да си посетат психолог за да им се намали таа некоја, да речем, депресивност. Иначе ако нема никаква причина, тогаш им кажуваме дека не треба да се прави ништо со матката. А доколку се млади жени, тоа е многу тешко. Доколку се млади жени кои што имаат, да речеме, карцином на ендометриум или на грлото на матката, тоа е веќе многу жално на жена што не родила деца, да треба да се извади и матката и јајниците. Во тие моменти, мислам, стварно, таква дијагноза да соопштиш на девојче кој што не родила, многу тешко. Да. Кога ќе ги насочите да посетат психијатар или психолог, како им звучи тоа кога ќе каже, мене не ми фали ништо, зашто ме праќаш? Веќе во последно време самите жени си кажуваат дека одат, например, дека сега веќе за многу проблеми што ги имаат, не е ништо срамота да се оди на психолог или на психијатар, заради тоа што многу помагаат тие разговори, тие советувања. Да речеме, предходно, тие пациентки што се, да речеме, поконзервативни или тие што се жени над 50 на години, тие не прифаќаат, да. Поретко. Например, вика што ми фали мене, зошто јас би одела. Јас ако на некоја жена предложам, тоа е навистина ако ми се жали за одредени проблеми, а нема, да речеме, никаква видлива органска причина, можам да ја предложам и да ја кажам дека тоа е за нејзино добро и нема да ме, да речеме, да ме прифати лошо, дека јас изборувам нешто лошо, но сигурно нема да ме послуша. А мажите прифаќаат ли? Не. На мажите не им изборам. Ти се сонагласен него тој птен ќе ги повреди. Имало момент да дојде некој партнер со мисла да се увери дека партнерката е бремена. Имаме такви ситуации, тие се многу незгодни, непријатни ситуации, но морам да појаснам дека кога ќе дојде само сопругот или мажот или било кој маж доаѓа и прашува за некоја пациентка без нејзино присуство, не може да добие никаква информација за тоа, бидејќи тие информации што ги има кај нас во картонот и тоа што ние ги правиме прегледите, не ги даваме на никое друго место, освен ако тој маж дојде со таа жена и жената се согласува тој да влезе со неја, секако ние се збориме отворено. Ако се јави маж на телефон или било кој, некоја жена да каже дека е мајка, дека е свекрва или што и да е, или се јави маж, сопруг или сестра, ние никаква информација не даваме за таа пациентка на други луѓе. Да позборуваме се малку за менопауза. Некои жени не знаат дали е почеток на менопауза, дали не, па еве ќе дојде кај вас за повеќе информации, како иде таа постапка кај постарите господи? Да. Вака, да појасниме прво што е менопауза, тоа не е јасно. Жените мислат дека се во менопауза, додека се уште добиваат или циклусот ги шара, како што викаат тие, тоа не е менопауза, тоа е предменопауза или перименопауза. Менопауза во превод значи последната менструација во животот на жената и менопауза е од кога ќе се случи таа последна менструација и помине цела година, нема веќе никакво менструално крварење, тогаш се прогласува дека таа жена, односно се дава дијагноза дека жената во менопауза. Пред таа последна менструација пациентката може да добива, да речеме, на 3 месеци, може на 7-8 месеци, може да добива почесто, на 15 дена. Значи, сето тоа е заради дисбаланс на хормоните во текот на таа предменопауза. Тоа кај нас е табу тема, морам да кажам, бидејќи многу од жените ги занемаруваат овие симптоми и пошто сметаат дека се тоа нормално, па дури си мислат дека тоа се години во животот каде што они веќе нема да имаат некој убав живот заради менопаузата и не сакаат многу да зборуваат за овие промени, но секогаш ги наведуваме да си ги кажат симптомите, бидејќи тие симптоми имаат третман, значи може да им се олеснат симптомите во менопаузата,
дали на природен начин, дали со лекови, со таблети, значи имаме секакви начини, само треба тие да сакаат прво да се отворат и да ни ги кажат симптомите, бидејќи и веќе и тие психолошки промени, депресија и тие работи се случуваат многу често кај жените во менопауза, затоа треба отворено да се разговара на таа тема. Како се и справувате да се со дава такви терапија. вакви пациенти? Што обично жените во менопауза нели се нервозни. Нервозни се и самите мажеве кажуваат. бегат, Да, а бараат самите кажуваат. апчиња, имаат апчиња за престанок на циклусот? крвоток, да, на циклусот. Па- Или нели има и знам дека имаше и за да се продолжи ако некоја сака. Така е, да. Повеќе ние што ги советуваме почесто е да се продолжи, нели да се продолжат Зошто ги циклусите. советувате да се продолжи? Заради тоа што кога жената е во менопауза и кога јаниците ќе престанат да работат, сега тоа се случува на просечна возраст од 51 година, но кај некои жени се случува и на 40. За жал имаме и жени што се уште не се оствариле како мајке, одат веќе во менопауза. Така да препораката за тие секако да примаат, тоа се вика хормон заместителна терапија. Исто така, иако нели имаат деца веќе и сето тоа, препораката е да примаат хормон заместителна терапија затоа што кога немаме хормони од јаниците, нели нашето тело страда, кожата станува посува веќе, нели секоја жена што е во менопауза старее. Друго, повеќе се занимаваат, да речем, со исхраната и сите кажуваат дека скоро ништо не јадат, и покрај тоа се здебелуваат. Тоа е така зашто немаат хормони од јаниците. Тие се многу важни. Кршливоста на коските е поголема кога немаме хормони од јаниците. Така да, заради сите тие причини, се предлага хормон заместителна терапија. Доколку се даде таа терапија, нема жената да и се покачи притисокот. А знаеме дека со покачен притисок имаме многу други компликации, мозочен инфаркт, срцев инфаркт и сите овие болести ќе се намалат доколку жената, сега зборуваме ако нема некакви контраиндикации, ако нема зошто да не се даде таа терапија, треба да се даде. Би се десло од некад на телефон да ви се јави некој на пациентка сопруг и да ви каже, молим те, дај ми нешто, зашто женава кај дај ќе ме утепа. Бараат такви некои такво нешто не ни се случува такво нешто од страна на маж. Ама самите жени кажуваат, леле докторка, мажот ќе ме избрка више од дома, више не можам, или пак некои од нив што имаат некоја рана перименопауза, а имаат и помали деца кои што се во пубертет и самите кажуваат каков е дома хаос. Вика јас во климакс, децава во пубертет, вика вака е дома. Тоа е хаос, не да можам да замислам. Да. Ке се оцели кај да има сопругата. Сакам да те прашам, кога доаѓаат тете да прават пап тест, редовни тие контроли, дали ги советувате да прават ехо на дојка? Што и тоа нели сега многу е. Да, тоа си е предлог еден и од наша страна. Ние го имаме и во нашата ординација. Доктор Васо прави прегледи на дојки. Ние имаме ехо на дојки и он е сертифициран доктор за ехо на дојка. Така да предлогот е да се направи ехото на дојка, не е воопшто штетно и може да го направат и помлади жени. Да, препораката е мамографија да се прави веќе над 40-та година. Тоа е веќе по новите препораки затоа што секај помлади жени имаме карцином на дојка. Ехото на дојки доколку има жената фамилиарна анамнеза по женска линија, збориме мајка, баба или тетка кој што имале карцином на дојка, треба да си прави тие редовни прегледи. Прво само преглед да си прави на туширање после менструација. Тоа треба да го нагласиме дека секоја жена после завршувањето на менструацијата да направи само преглед може, значи со допир со рацете. Да, си прави само преглед на дојките доколку забележи било каква грудка, топче, неправилност некоја на кожата, исцедок од брадавицата. Тоа значи се движи или не се движи ако осети нешто? Да, тоа може да се движи, може и да не се движи. Било што и да почувствува, треба да дојде на преглед. Ехото и прегледот, ехото воопшто не е штетно, така да може кај сите да се прави. И кај бремена жена може да го направиме доколку забележи некаква промена на дојката, а доколку се види нешто на ехо, а жената е до 40 година, секако е предлогот да се направи мамографија или понатаму и биопсија, а над 40 година можеме и да ги пријавуваме жените во една скрининг програма што е организирана од Министерството за да можат да ги повикаат еднаш во 2 години за мамографија. Како е сега таа статистика за рак на дојка, се намали или се зголеми? Се зголемува. Се зголемува, да, и се појавува кај се помлади жени. За жал.
Зошто е тоа така? Па тоа е така како прво и генетски влијанија, но и надворешни влијанија. Еве да речеме загадениот воздух, може да кажеме дека влијае на сите овие заболувања и на карциномите, така да некако расте се повеќе и повеќе стапката на малигни болести. Павлина, мене ми беше многу драго и чест ми е што ми беше мој гостин, што мислам дека на повеќето гледачи ќе подигнеме свеста и разумот. Што би им посоветувала ти за крај за оваа емисија на нашите дами? Нашите дами да ги советуваме, еве како за крај, да си практикуваат еднаш во годината да си направат преглед, значи гинеколошки преглед, плюс да направат и преглед на дојките. Исто така, тоа не го спомнавме во текот на емисијата, убаво е еднаш во животот секој човек и секоја жена да направи преглед на тироидната жлезда, бидејќи кога се правени испитувања е увидено дека кај 50% од населението има проблеми, а немаат никакви симптоми. Значи исто така тироидната жлезда да си ја прегледаат, некоја крвна слика, значи проширена да се направи еднаш во годината, да практикуваат здрав начин на живот. За секој тоа е нели различно, но еве јас ќе кажам во кратки црти да имаат една балансирана исхрана, балансиран начин на исхрана и тоа да не име диета, да не трае месец, два, три за тие да достигнат таа тежина која што ја сакаат, него да биде тоа така како некој начин на исхрана и да си трае долго време и да имаат физичка активност која што е многу важна и за во периодот на репродуктивната возраст и за понатаму. Значи организмот помалку старее ние ако вежбаме. Така да тоа се препораките од мене кои што секоја жена треба да си ги практикува. Повторно ќе кажем, ми беше чест и задоволство. Благодарам на препораките и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика. Благодарам, Агнеса, за поканата. Се надевам ќе има што поголема гледаност оваа емисија за да ги слушнат жените препораките и да почнат да ги практикуваат ако до сега не го направиле тоа. Да се подигне свеста.